нашето училиште, освен хемиско-технолошката струка и здравствената струка, ја има струката и лични услуги, односно образовниот профил техничар за очна оптика, кој што се изучува со 4-годишно образование. Навистина интересен профил. Со завршувањето на нивното 4-годишно образование, тие се стекнуваат со звањето техничар за очна оптика во нашето училиште со предвидениот план и програм. Освен теоретскиот дел, учениците го применуваат сето тоа и во пракса. Праксата ја обавуваме токму тука во лабораторијата по очна оптика. Сите вештини и знаења и ги применуваат и понекогаш и надвор, односно со посета на други оптики надворот нашето училиште. Според планот и програма, кој што е предвидена во 3-та и 4-та година, имаат предмет учење преку работа кај работодавач, ја посетуваат, стекнуваат вештини и таму, односно најчесто учениците се запознаваат повеќе, односно имаат повеќе можност да видат однос на оптичар со клиент, прием на пациент, уредување на една оптичка работилница и се она што е или надвор од училишната наша лабораторија. Од досегашното наше искуство можам да потврдам дека дел од нашите ученици веќе се и собственици на оптики низ градот на Скопје, како и низ целата република. Добро котираат на пазарот на трудот, дел од нив работат и кај работодавачи, но дел од нив не имаат таа проодност кон високите образовни институции. Дел од учениците продолжуваат на универзитет во Штип, одсек оптометрија, а дел од нив исто така се запишуваат доста и на медицинскиот факултет во Скопје. Очна оптика, бидејќи интересна е струката, пред се, специфична, педантна, интересна е, имаме една ваква струка во Скопје и поради тој интересна е на профилот на нашето средно училиште. Имаше убави слики ставени како работна пракса, имаме можност да одиме во други оптики да изработуваме, да се запознаеме повеќе за нашиот смер. Да, учење преку работа. Учењето преку работа, значи прво основата ја имаме тука до лабораторијата. Ја учиме тука основата и потоа преку лето и сега 3-та и 4-та година, како што спомна професорката, имаме можност да идеме во други оптики, каде што можеме повеќе да опипаме како е работа со луѓе, како се обработуваат научари, како се мери диоптер на очите и тоа. Искрено имам повеќе опции, имам да се задржам да идам во факултетот во Штип што е, но таа е една опција, не знам стварно дали би продолжила, ама искрено интересна струка. Нашиот смер, оваа струка има многу потенцијал во денешницата, бидејќи навистина на сите ни се потребни научари и многу луѓе носат и мислам дека стварно има потенцијал струката. Најинтересно ми е учењето преку работа со професорката, навистина одлично е, супер ми оди. Доаѓаме на пракса, сега ние како што сме втора година, мериме со гупилометар и центрираме оптички леки. Имам можност да отворам свој бизнис, да работам, но јас мислам дека во иднина би продолжила со факултет, па после тоа. Пред се најбитно за оптичарот е да се подготви, односно кога зборуваме за учениците конкретно, со самото започнување на образованието од втора, бидејќи почнуваме тогаш со практичниот дел, да се стекне со вештина за изработка на очно-ортопедските помагала, односно очилата. Во училиштето навистина имаат добра опрема, со која што започнуваме прво со рачна и едноставна изработка на очилата, а потоа веќе работат и на софистицирана апаратура, каде што тие се обучуваат автоматски да ги изработуваат готовите очи, односно како готов производ. И мислам дека веќе се подготвени понатаму за работа, за самото завршување.
На почетокот не бев сигурна во мојата одлука, ама потоа како што се запознав со останатите професори, кога почнавме исто со пракса, кога почнавме всушност да изработуваме очила и да учиме што повеќе за струката, сватив дека тоа е тоа што јас сакам да го правам. Просењето на оптичките леки е нешто што најмногу сакам да го правам кога имаме пракса. Покрај тоа цртањето на картонски шаблони, иако многу често го правиме, иако некогаш не е досадно отпонова да цртаме, но секогаш отпонова би се враќала на цртањето. Оваа струка нуди многу можности понатака, бидејќи е доста барана, а само една единствена е во нашата држава. Тука во ова училиште имаме можност да работиме на машини. Јас понатаму се гледам на некој факултет, тоа најверојатно би било медицина, кај нас тука во Скопје, или па евентуално како оптометрист во Штип. Ова е мојата макета за аматорската плетна. Инаку ова е инспирација за исто така што да полагам, така да професорката ми даде слободна тема, сама си одбрав. Тука може да видиме еден дел за продажба на очилата. Имам исто така за изработка на очила и за прегледи на пациентите. Првен би сакала да продолжам с факултет, па потоа ако имам можности би отворила своја оптика.